Во обид да се стимулира населението позитивно да одговори на задолжителната имунизација кај децата, се споменуваат ригорозни мерки. Една од нив е запишувањето во прво одделение да се извршува единствено со приложување на книшка за имунизација, како доказ дека детето е вакцинирано. Кога се очекува да стапи на сила новото правило? Прашавме во Министерството за здравство, од каде ни одговорија дека наскоро ќе се формира работна група која ќе предложи вакцинацијата да биде задолжителна при упис во прво одделение. Од Министерството за образование пак велат дека уставот е јасен. Ниту едно дете не смее да остане надвор од образовниот систем, бидејќи основното образование во Македонија е задолжително. Оттаму велат дека потребни се кампањи од едукативен карактер за придобивките од вакцинацијата, советувања за родителите кои не ги вакцинираат своите деца, но и санкции кои никако не смеат да бидат на штета на децата. Во меѓувреме, вакциналните пунктови на Министерството за здравство работат со полн капацитет. Денеска ја посетивме поликлиниката Јане Сандански, каде веќе трета недела во 2 смени децата се вакцинираат од контровизната МРП вакцина. Денеска до 13 часот вакцинирани беа 49 дечиња, од кои 18 од МРП вакцината. Доктор специјалист Даниела Марковска, со која разговаравме денеска, одговорно тврди дека вакцините се безбедни и ги охрабрува родителите да ја извршат задолжителната обврска за имунизација на своите деца. Во тек е епидемијата, значи, за морбили и тука се врши вакцинирањето за морбили, меѓутоа се дават и останатите вакцини. Во моментот сега е, нели, во денешниот ден се јавиле околу 49 деца за си ги примат редовните вакцини. Зголемен е и бројот на родители кои што се јавуваат за да примат и МРП вакцината, односно вакцината против морбили, рубеола и паротит. Така да гледате и самите дека имаме многу пациенти. Така, може ли да ни кажете, знаеме сите дека токму оваа вакцина за МРП е спорната вакцина. Како да ги охрабриме гледачите? Знаеме дека веќе стапија на сила и законски мерки, меѓутоа како да ги охрабриме гледачите да дојдат и на своето дете да му ја стават вакцина? Ниедна вакцина не е спорна. Значи, оваа вакцина е нормална вакцина која што е ставена во календарот за имунизација со цел да се заштитат децата и да се превенираат заразните болести, односно морбилите. Во однос на вакцината, значи, беа искажани имаше многу негативни коментари од антивакциналните кампањи. Јас одговорно тврдам дека сето тоа нема никаква подлога, односно дека вакцината е безбедна, вакцината е ефикасна, вакцината штити од заразното заболување. Значи може да се каже дека нема несакани дејства? Несакани дејства нема. Вакцината е безбедна, вакцините може да предизвикуваат, како и секои други вакцини, значи покачена температура, меѓутоа сето тоа е незначително во однос на огромниот бенефит кој што го има вакцината по здравјето на детето. Може ли да ни кажете дали со сигурност се вакцините со добар рок на траење? Значи, јас не би ги коментирала сите шпекулации кои што се појавија во јавноста, меѓутоа можам да кажам дека вакцините се безбедни, ефикасни и може да се примаат. Освен оваа вакцина, каков е интересот за другите вакцини? Вакцините си одат регуларно, вакцините си одат редовно, како што си е по календарот за имунизација и нормално доколку детето е здраво. Значи се вакцинираат потполно здрави деца. Доктор Марковска нагласува дека е забележан висок процент на вакцинирани деца во руралните општини за сметка на урбаните, каде што родителите категорично се досега одбивале да ги вакцинираат децата. Таа ги повикува родителите за квалитетот на вакцините да се информираат преку разговор со стручни лица, а не преку информациите кои се нудат на интернет да донесуваат погрешни заклучоци и одлуки. Ги повикувам родителите да дојдат и да си ги вакцинираат децата против сите заразни болести, вклучувајќи го и морбилито, со тоа што би сакала да кажам, заштити спречи вакцинирај е мотото на Европската недела на имунизација. И ги повикувам сите родители да дојдат да се јават во центрите, односно во диспанзерите за вакцинација, за да си ја примат вакцината. Малите сипаници може да дадат тешка клиничка слика,
како воспаление на белите дробови, воспаление на мозокот, тешка диареја и во одредени случаи и смрт, а вакцината е единствената безбедна и ефикасна мерка за спречување на епидемијата и заштита на децата од можните сериозни компликации на малите сепаници, потсетуваат од Министерството, од каде не информираа дека забраната за прием на невакцинирани деца ќе трае се додека постои епидемијата.